Државната изборна комисија денеска ја продолжи седницата за последниот приговор за изборите на коалицијата предводена од СДСМ. Претходно ДИК прифати приговор од Движењето Беса и поништи гласање на едно избирачко место во Гостивар. Со 6 гласа за и 3 против, вчера комисијата го усвои приговорот од Движењето Беса, кој се однесува на постапката на гласање за избирачко место 396-1 во Гостивар, за кој беше побарано графолошко вештачење на подписот на еден гласач, за кој се утврдило дека има обид за гласање повтор пат. Одлуката е донесена откако до ДИК беше приложен извештај од графолог, според кој утврдено е дека некој друг гласал во име на посочениот гласач и се потпишал во изводот од избирачкиот список. Надвор од изборниот законник, ДИК за прв пат побара вештачење кој е истражна мерка што им стои на располагање на органите на истрагата, каков што не е ДИК. Преседанот на ДИК во пракса значи дека во иднина секој што излегол да гласа може да се потпише во избирачкиот список различно од потписот во личната карта, и тоа да стане основа за масовни оспорувања на избирачкиот процес, кој ќе биде блокиран преку илјадници барања за вештачења. Со прифаќањето на приговорот се поништува гласањето во ова избирачко место. Гласањето ќе се повтори ако управниот суд го потврди решението на ДИК, доколку некоја од партиите и коалициите учесници на изборите во изборната единица 6 го оспори решението на комисијата до судот. Според пресметките, прегласувањето на ова избирачко место би можело да има влијание на изборниот резултат. На денешното продолжение на седницата Државната изборна комисија со расправа за последниот приговор за изборите на 11 декември, повторно сослушување на членовите на избирачкиот одбор во избирачкото место 2011 во Теарце, членовите на Општинската изборна комисија и наблюдувачот од СДСМ, кој ставил забелешка во записникот по гласањето на што е заснован приговорот. Исто така беше извршен увид во целокупниот доверлив и недоверлив материјал, како и дневникот за работа од ова избирачко место во 6-та изборна единица. Членовите на ДИК побараа и записник од претходното сведочење на избирачкиот одбор. И денеска голем број на граѓани се собраа пред Државната изборна комисија. Тие порачаа дека ќе останат надвор се додека не се стави крај на, како што велат, неправдата, која што е нанесена врз волјата на народот, и дека треба да се дозволи земјата да се развива и да се стави крај на политичката криза. Пред Државната изборна комисија се обратија голем број на партиски членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ, а попладне во свое обраќање имаше и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, објавувајќи го прогласот кој на вечерашната седница го донесе извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Проглас на ВМРО-ДПМНЕ. Државната изборна комисија донесе незаконски одлуки со цел изигрување на изборната волја на народот. Работата на Државната изборна комисија се претвори во пародија. Имаме информации за вмешување на некои странски представници со цел вршење влијание на некои од членовите на Државната изборна комисија, а во правец на постизборен инженеринг и фалсификување на изборната волја на граѓаните на Република Македонија. Некои од независните представници на Државната изборна комисија не се независни. Незаконските одлуки на Државната изборна комисија може да ги коригира управниот суд. Повикуваме да не се врши никаков притисок на управниот суд од никого. Доколку и управниот суд подлегне на влијанијата од страна и ги потврди незаконските одлуки на ДИК, и со тоа се одзеде победата на ВМРО-ДПМНЕ и се фалсификува слободно изразената волја на граѓаните на Македонија, ВМРО-ДПМНЕ објавува дека нема да учествува во прегласувањето и нема да ги признае резултатите од тоа прегласување.
квалифицираниот криминалец Зоран Заев нема да дозволиме да формира влада со фалсификувана волја на граѓаните на Република ВМРО ДПМН нема да дозволи функционирање на институции со фалсификувана волја на граѓаните и функционирање на институции кои го немаат легитимитетот на граѓаните на Република Македонија. Второ, државата мора суверено да ги носи одлуките. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Остануваме отворени за комуникација со сите амбасадори и представници на други држави, но некои амбасадори кои почнаа премногу да се мешаат во нашата внатрешна политика мора да престанат да го прават тоа. ВМРО ДПМН нема да дозволи понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно политичките прашања на земјата. И бараме да останат во рамките на своите мандати и овластувања како дипломати. ВМРО ДПМН го напушта форматот на состаноци и преговори со други политички партии во кои учествуваат амбасадори, странски посредници или представници на други држави, а на кои се преговара или се носат одлуки за кои во секоја држава одлучуваат представниците избрани од народот. Трето, ВМРО ДПМН во иднина нема да прифаќа нестандардни или хибридни решенија во било кој сектор, доколку истите ги нема во другите земји членки на Европската Унија. Четврто, ВМРО ДПМН нема да прифати и нема да дозволи кантонизација и редефинирање на државата под било какви услови и под било какви околности. Пето, ќе се бориме за десоросоизација на Република Македонија и јапнење на независен граѓански сектор кој нема да биде под ничија контрола. Ќе се пристапи кон регулирање на областа, на финансирање на фондациите и невладините организации по текот на најнапредните демократии во светот. ВМРО ДПМН и историски, и во сегашноста, и во иднина, била и ќе биде прозападно ориентирана партија. Нашата ориентација е членство во НАТО и Европската Унија и стратешко пријателство со САД. Темелна вредност на НАТО, Европската Унија и Соединетите Американски држави е демократијата. И овој проглас е проглас за заштита на демократијата во Република Македонија. Груевски на крајот од своето обраќање ги поздрави на собраните граѓани пред Државната изборна комисија, посочувајќи дека собирите се крик на совеста на секој македонец да се зачува демократијата.